Денеска заедно со председателот на владата, господин Кристијан Мицковски, имавме посебно дизајниран настан, каде што реформската агенда заедно со нашите партнери и експерти од земјата и надвор ја представивме пред невладиниот сектор. На овој начин градиме партнерства со невладиниот сектор во процесот на имплементација на планот за раст и реформската агенда и со јавноста, бидејќи сметаме дека придобивките кои што директно државата и нашите граѓани ги имаат од реформската агенда и планот за раст не се доволно објаснети и не се доволно јасни за граѓаните, затоа ваквиот начин на градење на партнерства со невладиниот сектор и со сите други заинтересирани страни и во иднина ќе продолжи. И јас како министер за европски прашања и во воведниот говор реков дека останувам целосно отворен и посветен за секаква соработка која што ќе значи поголема информираност и поголема корист за граѓаните. Сод башкме кој министрин Ечеверис, Кристијан Мицковски, кишим ја таким te specializuar me përfaqësues të sektorit civil, me të vetmin qëllim për përfshirjen e sektorit civil në implementimin e agjendës së reformave dhe njoftimin me detajet e planit të rritjes, për arsye se mendojmë që beneficionet e planit të rritjes nuk janë mjaftueshëm të njohshme për opinionin, andaj eventet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Unë si ministër për çështje evropiane edhe gjatë fjalimit tim hyrës thash që mbetem jashtëzakonisht i hapur dhe i gatshëm për bashkëpunime në drejtim të informimit sa më të mirë të opinionit dhe qytetarëve për benefitet nga plani i rritjes dhe agjenda e reformave. Во кои сегменти има напредок, ако остануваат предизвик кога станува збор за реформската агенда? Уште еднаш ќе молам? Во кои сегменти има напредок, ако остануваат предизвик кога е во прашање реформската агенда? Како што знаете, сите реформски чекори кои што беа со крајен рок декември веќе се испратени во комисијата и комисијата има рок од 90 работни дена да утврди дали реформите се успешно имплементирани. За сите реформски чекори со рок јуни 2025, вчера имавме тематска седница на влада и јас како министер и Министерството за европски прашања на дневна основа го следиме и го координираме. За сега нема точни индикации каде би се доснело, меѓутоа динамиката за одредени закони може да се дополнително забрза за да влезе во рок на предвидените рокови. Кои се тие закони, односно дали се тоа законите поврзани со реформа на судството? Тие треба до јуни да бидат готови, а се уште не се. Во духот на вчерашните разговори, реформите таму бараат поголем општествен консензус, а тоа значи поголемо време за да се усогласат. Тоа не значи дека се доцни заради недоволна координација, туку тие процеси по природа абсорбираат повеќе време. Треба до јуни да бидат готови, во Брисел нема да во објаснување. Апсолутно, меѓутоа целиот овој процес не само за нас и за Европската комисија е learning by doing. Ова е нов процес кој што и Европската комисија добрава го учи. За сите реформски чекори кои што нема да се завршат на време, има период од 12 месеци грејс период токму заради оваа причина. Благодарам.